Добар ден, драги ученици! Во рамките на e-училница по предметот математика за 9-то одделение, на овој час ќе учиме за Питагорова теорема. Што ќе знаете на крајот на овој e-час? Да искажувате Питагоровата теорема, да ја изразувате секоја страна на правоаголниот триаголник со помош на останатите две и да ја применувате Питагоровата теорема во едноставни задачи. Кој бил Питагора? Питагора бил антички старогрчки филозоф кој живеел во 6 век пред нашата ера. Тој сметал дека бројот е основа на светот и дека се е поврзано со математиката. Прво да ги повториме елементите на правоаголниот триаголник, бидејќи Питагоровата теорема се однесува на правоаголни триаголници. Даден е правоаголен триаголник ABC со прав агол во темето C. Страната C спроти правиот агол се вика хипотенуза, а страните А и Б се викаат катети. Значи, C е хипотенуза, А и Б се катети. Питагора ги наблюдувал плоштините на квадратите нацртани над страните на правоаголен триаголник. Значи, над дадениот правоаголен триаголник ABC се нацртани соодветно квадрати. За да откриете како се однесуваат плоштините на квадратите нацртани над катетите, во однос на плоштината на квадратот нацртан над хипотенузата, запрете го за кратко видеото и одете на следниот линк. Таму, деловите од помалите квадрати ќе ги влечите кон поголемиот квадрат. Што забележавте? Да разгледаме еден правоаголен триаголник со конкретна должина на страните. Страната А 3 cm, страната Б 4 cm и страната С 5 cm. Над страните цртаме квадрати и ја пресметуваме нивната плоштина. Над страната А со страна 3 cm, плоштината на квадратот е 9 cm квадратни. Над страната Б, плоштината на квадратот е 16 cm и над страната С, плоштината на квадратот е 25 cm квадратни. Забележуваме дека 25 е 9 плюс 16, или 5 на квадрат е 3 на квадрат плюс 4 на квадрат, па ако замениме соодветно со страните А, Б, С, С на квадрат е А на квадрат плюс Б на квадрат. На овој начин се објаснува Питагоровата теорема. Во секој правоаголен триаголник, квадратот на хипотенузата е еднаков со збирот од квадратите на катетите. Значи, квадратот на хипотенузата е еднаков со збирот од квадратите на катетите. Важи и обратното. Ако во некој триаголник важи равенството С на квадрат еднакво е на А на квадрат плюс Б на квадрат, тогаш тој триаголник е правоаголен. Да разгледаме неколку решени примери. Пример 1. Најдете хипотенузата на правоаголен триаголник со катети 6 дециметри и 8 дециметри. Почнуваме да решаваме со помош на Питагоровата теорема. Ако ги замениме страните А и Б соодветно со 6 и 8, добиваме дека С на квадрат е 36 плюс 64 или 100. И С ќе биде корак од 100 или 10. Значи, хипотенузата на дадениот триаголник е со должина 10 дециметри. Пример 2. Проверете дали триаголникот со страни 13 cm, 12 cm и 5 cm е правоаголен триаголник. Ако за еден триаголник важи Питагоровата теорема, тогаш тој е правоаголен триаголник. Проверуваме.
хипотенузата 13 на квадрат, дали е еднаква со збирот од катетите 12 и 5 на квадрат сега. 169 е еднакво на 144 плюс 25, т.е. добивме равенство. Значи, за дадениот триаголник важи Питагоровата теорема, па следува дека тој е праваголен триаголник. Пример 3. Ако се дадени хипотенузата С 11 метри и една катета Б 6 метри на даден праваголен триаголник, најдете ја другата катета. Тргнуваме од Питагоровата теорема. С на квадрат еднакво е на А на квадрат плюс Б на квадрат. Од каде, ако го изразиме А на квадрат, се добива дека е С на квадрат минус Б на квадрат. Заменуваме соодветно за С и за Б 11 и 6 и добивме дека А на квадрат е 11 на квадрат минус 6 на квадрат или 121 минус 36 или 85. А е корен од 85, т.е. 9,2. Значи, другата катета на дадениот триаголник е со должина 9,2 метри. Задачи за решавање. Запрете го видеото и решете ги следните задачи. Најдете хипотенузата на праваголен триаголник со катети 7 метри и 10 метри. Проверете дали триаголникот со страни 17 дециметри, 15 дециметри и 8 дециметри е праваголен триаголник. И трета, ако се дадени хипотенузата С 15 cm и една катета А 12 cm на даден праваголен триаголник, најдете ја другата катета. Ако не ви е јасно како да ги решите, вратете се на решените примери. Откако ги решивте задачите, проверете ги си своите решенија. Првата задача. Хипотенузата е 12,2 метри. Одговорот на втората задача. Да, триаголникот е правоъгълен триаголник. И во третата задача, катетата Б треба да биде 9 cm. Домашна работа. Да се решат задачите. 1В, 2А, 3Б, 4 и 7А од страните 224-225 од учебникот. При тоа може да решавате директно со бројки, без да ја пишувате Питагоровата теорема. И задача плюс за учениците кои сакаат математиката. Најдете плоштината на обајниот квадрат на дадениот цртеж. Решението може да си го проверите на следниот линк. Ви благодарам.